Значи некаде некој минут после 18 часот по најава од брза помош дека носат пациент во тешка здравствена состојба, примање пациентот во ургентниот центар кога е констатирана фактички смрт. Значи немало дишење, немало срцева акција, заниците биле фиксирани, но екипата наша 40 минути со помош на анестезија, двајца интернисти и анестезиолог се обидувале да направат нешто, но тоа не е успеано. Значи и е констатирана смрт после 40 минути на реанимација. При соопштувањето на вработените на страна кон членовите на семејството кои ги имало по нивна слободна проценка преку 30, дошло до еден инцидент, не атак врз белиот маунтел, тоа да биде јасно дека не биле, значи тука немало ништо, она што е евидентно дека насилно е земен починатиот и однесен во непознат правец со возило без таблици. Неколку екипи на МВР се од различни сектори сега во моментот се вршат увид во собата за реанимација, каде што исто така толпата влегла, испретурени се канти и така внатре истуркана опрема. Во овој ургентен центар се изгржуваат над 100 пациенти секој ден. Секојдневно сме изложени на одредени поголеми или помали притисоци, насилие, закани со пресметки, со оружје, но ова е преседан во кој веќе имаме директен влез на повеќе луѓе во ургентниот центар, во ургентната соба, во собата за реанимација, каде што има одредени мали штети. Не можам сега во моментот да коментирам за тоа, бидејќи истрагата е во тек, ниту па можете да влезете внатре. Она што го гледате е дека е демолирана тотално и уништена надворешната врата.